Главниот град на Латвија, Рига, ги пробива поделбите што растат во оваа земја, како што се во Литванија и Полска. Експерти велат дека тоа делумно се должи на користење на мигранти како оружје од страна на Русија и нејзиниот сојузник Белорусија. Буквално Русија и Белорусија им плаќаа на илјадници ирачани, сиријци, ги качија во авион и тие слетаа во Минск, а потоа ги однесоа со автобус до границата со Полска, Литванија и Латвија и ги пуштија преку границата. Мигрантите почнаа да се пробиваат преку границите во 2021 година. Сполитис вели дека Русија и Белорусија имале јасна цел. Да се создадат дискусии во политиката во Латвија со цел да се доведат на власт секакви популистички партии. А Инарс Слесерс ја предводи Латвија прво, една таква партија за која говори Сполитис. Тоа формираше во 2021 година, за да протестира против употребата на вакцините за COVID-19. Слесерс исто така е познат бизнисмен и политичар во Латвија кој работи на проект за изградба на нови станови и хотели на брегот на Рига. Тој зазаде цврсте ставови за економијата и имиграцијата. Не треба да носиме луѓе од земјите од третиот свет што ќе донесат криминал, што ќе донесат проблеми во нашата земја. И гледаме што се случува во Европа на многу места. Не сакам да ги именувам земјите, но сите овие банди мигранти кои дојдоа, тие навистина ја зголемуваат стапката на криминал. Но врската помеѓу миграцијата и криминалот не е толку едноставна, вели Мартин Бланге, кој го проучувал ова прашање. Секогаш не е јасно дека новите имигранти го зголемуваат криминалот. Ако не им се дозволи да работат, ако имаат лоши услови за живот, тоа може да го зголеми криминалот. Некои аналитичари велат дека користењето на мигрантите како оружје е дел од руската хибридна војна против Западот, дизајнирана да им се спротивстави на центристите од Европската Унија и да ги засели екстремно десничарските партии во остварувањето на целите на Москва. Но некои експерти велат дека влијанието на ставовите на гласачите врз подемот на популистичките и екстремно десничарските партии во Европа може да биде претерано. И други фактори, како влијанието врз надворешната политика, може да има важна улога. Дали користењето на мигрантите како оружје функционира како алатка во надворешната политика? Да. Може ли да ви кажам дека политичарите чувствуваат дека биле негативно погодени со тоа? Да. Дали податоците во големата шема сугерираат дека тие се во право? Не сум сигурна. Партијата Латвија прва во јуни побара место во Европскиот парламент на изборите на кои екстремно десничарските партии остварија значителни придобивки во Италија, Франција и Германија. Годинава Полска ја повика Белорусија да ја искористи тактиката, додека Финска, која дели 1300 км граница со Русија, донесе закон во средината на јули за да го спречи тоа.